65 години активни, 65 години во многу области заедно со ветераните, но и подмладоците. Извидничкиот одред Димитар Влахов од Велес го одбележа Светскиот ден на извидниците. Многуте активности кои што не само по овој повод, туку и континуирано во текот на годината ги реализираат, се еден од белезите кои што овој извиднички одред ги прават да бидат еден од најпопуларните. Не само што е првиот основан во Македонија, туку и со право може да се каже дека е еден од најдобрите, најактивните и можам да кажам добрите извиднички одреди кои што позитивно влијаат не само на оние кои што се во моментот дел од извидничкиот одред, туку и оние кои што допрва сакаат да бидат дел од него. Овој пат мој гостин го имам председателот на извидничкиот одред Ангел Чегушев, кој што малку подетално ќе ни проговори за извидничкиот одред. Најпрви, добро дојдовте во емисијата и ви благодарам за одвоеното време. Благодарам за поканата на канал К1 телевизија. Рековме дека постоите 65 години. Што е она што го одбележува извидничкиот одред како еден од најстарите, рековме, прв основан во Македонија, но што е она по што е препознатлив не само во Македонија, туку и надвор од неа? Значи, извидничкиот одред Димитар Влахов е еден од основачите на скаутизмот на извидничеството во Република Македонија и во поранешните југ простори. Препознатливи сме на тоа што уште во 1948 година, благодарејќи на професорите Петар Петровски и колегата негов кој што предаваат физичко образование и предвојничка обука, Тодор Гравчев, започнува да работат активности слични нашите. Во времето кога комунизмот владеел на големо на овие терени, да се формира организација со демокристијанско образование, со неформално образование, било незамисливо. Но ете, благодарејќи на тие луѓе почнале да се работат активностите слични на денешните, логрувањето, движењето под азимут, цртањето на материјали кои што се познати во извидничката организација и движењето по карта. Значи, во 52 станал правен субјект, сега сме 2017 65 години. По што се карактеризираме како најдобри, како најквалитетни е тоа што веќе ја зголемивме и нашата функција на работа, односно се префрливме во хуманитарни мисии, кои работиме и хуманитарни акции и морам да потенцирам конкретно денеска за денот на извидниците на Светскиот ден на скаутизмот, организирана и крводарителна акција, каде што по старото членство, полнолетните членови на извидничкиот Димитар Влахов сите донираа крв во трансфузиологија Велес, а додека пред една недела во три општини каде што ние работиме, Лозово, Чашка и општина Велес, дониравме 10 хуманитарни пакети на семејства од социјален ризик и многу детни семејства. Сакам да напоменам дека покрај ова, во рамките на Светскиот ден на извидништвото, 9 постари извидници заминаа во Шибеник на средбата на на раководителите на извидничките организации на Балканот. Тоа значи дека Велес има најквалификуван кадар за раководење на извидничката организација и таму едноставно ги договаравме активностите за цел Балкан како да се движат во оваа 2017 година. Тоа му беа голем број донатори, фондации кои што едноставно ги ловат нашите проекти и ги распознаваат квалитетните младински проекти. Сакам да напоменам дека извидничкиот одред Димитар Влахов, кој како одред низ кој поминале над 40.000 млади од Велес во овие 65 години, е одред кој што едноставно е најјака невладина организација на територија на Велес, од причина што тој како организација покрај членството поседува и имот и материјални средства кои што ниедна друга невладина организација го нема. Значи, поаѓајќи од опрема која што според наша проценка кошта некаде околу 50.000 евра, опрема, камперска опрема со која што може да служи повеќе од 300 луѓе во елементарни непогоди. Покрај тоа, нашето квалитетно работење го насочивме и во работењето на активности на вода, со набавката на 4 гумени чамци и еден дел сме и носители на вардарската регата Гемиджи, која што едноставно целокупната организациона определба на регатата припаѓа на извидничката организација на Велес во делот на сместувачкиот капацитет, сместувањето, логрувањето, а и во пловниот дел, бидејќи пловниот дел го водам јас. Сметам дека одред општо 65 години ние сме сега раководните лица кои што го раководиме, старешинството е најмладо во Република Македонија, имаме најмлад раководен кадар, меѓу кои тројца обучени според овие ознаки кои што ги носам ја вудбеч ознаките, тоа се инструктори обучени по светските стандарди и на тој начин квалитетната работа се иде
комплетно во секој поглед се докажува пред граѓаните на град Велес. Можам да кажам со право ќе кажам дека извидничкиот одред Димитар Влахов е еден од одредите кои што нема никакви проблеми кога станува збор за подмладокот. Кога можат да почнат да бидат дел од оваа организација и кои се постојат ли овде можеби некои критериуми за да влезат во ова друштво? Значи, извидничката организација ги прифаќа членовите од возраст од 7 години па до 22 години. Тоа е опсегот за кој години има предвидено програма. Значи, ние сме паралелен систем на образовниот систем на Република Македонија, но со тоа што ние го практикуваме неформалното образование надвор од училница и во природа со работа во мали групи и учење низ игра. Тоа се основните принципи кои што ние ги користиме и секој оној кој што сака да се приклучи во извидничката организација на наједноставен начин може да е во нашата одредска канцеларија, во домот на невладини организации, во дворови, кај старата детска градинка. Нашите членови од секој ден од 19 до 20 до 21 часот се присутни, ќе ги прифатат сите оние кои што сакаат, ќе ги распределат во оној дел според категорија на возраст и пол и едноставно тука е завршена приказната за членство. По поминат рок од 3 месеци припремен период, членството ново ја дава свечената заклетва и со тоа едноставно влегува во како официјален член на извидничката организација, односно извидничкиот одред Димитар Влахов Велес. Рековме дека хуманитарните акции кои што ги правите се можеби вашето одбележје. Меѓутоа имате и доста други активности кои што паралелно ги работите, проекти кои што ги реализирате и со другите извиднички друштва. Постои ли можеби и она меѓународна соработка кога станува збор за реализирање на проекти, не само на дружењето? Па вака, значи во времето кога на овие простори највеќе имаше големи крвопролевања и воени зафати, во 1997 година, во најголемото лудило на овој простор, нашата извидничка организација Велешката се збратими со српска извидничка организација. Тогаш во тоа време многу луѓе беа занемени од фактот дека две младински организации во време на поделба на тогашна Југославија, во време на војна почнуваат да се дружат и да живеат заедно. Значи тоа е одред од Мија Станемировиќ од Ниш, кој што оваа година ќе прославиме 20 години со нив. Едноставно со нив ги работиме сите проектни активности кои што едноставно ги споделуваме заедничките искуства во Србија и Македонија, бидејќи ние на некој начин, ако сме две различни држави, имаме ист начин на работење. Со нив настапуваме пред станските донатори, со нив настапуваме пред домашните донатори и на тој начин добиваме проекти кои што едноставно ги реализираме во интерес на програмата. И сакам да напомнам дека понашто извидничкиот Димитар Влахов доста е препознатлив по неговата издавачка дејност. Значи одред во Република Македонија па и на Балканот не постои кој што има големи средства од проектите да ги вложува во извидничката литература. Значи и тоа на македонски литературен јазик. До сега ние стално сме користеле англиска литература, америчка литература, српска литература, хрватска, но во овие последни 15 години извидничкиот Димитар Влахов ги издаде некаде околу 15 литературни дела кои што се насочени во работата со младите, игрите, ориентацијата во природа, понатаму логорувањето и болестите, борбата против цигарите, алкохолот и пушењето. И покри тоа, и покри овие пишени дела, издадени се 4 CD-рома, 4 компакт дискови кои што едноставно ја презентираат пред македонската и светската јавност работата на извидничкиот одред Димитар Влахов и покри презентацијата има и едукативни наслови кои што прикажуваат како треба да се практикува она традиционално извидништво, традиционален скаутизам кој што ние го работиме, а тоа е оној скаутизам кој што го поставил лордот Роберт Баден Пол, кој што во негова чест се слави светскиот ден на извидништвото. И само да напоменам дека традиционалниот скаутизам, традиционалното извидништво е оно извидништво кое што буквално се работи на отворено, надвор од просторија, се работи во мали групи, се работи преку игра и се работи во мала функционална патролна единица од 6 до 8 деца на иста возраст и иста пол. Сепак, според она што го кажавте, овде е многу важен фактор, игра и теоретскиот дел кој што нели пред да излезат да го осетат тоа, да го искусат, сепак треба да ги знаат оние, да ги научат да се запознаат со оние правилата кои што ги има. Па всушност тука ние ја потенцираме нашата издавачка дејност, пишаните дела. Сакавме секој извидник да ја добие сето она што го работат, да го имате како пишан збор, литература и секој извидник, значи не ја купува литературата, ја добива бесплатно, бидејќи тие сите литературни дела издадени се во рамките на проектни активности, значи фондациите ги донираат парите и ние ги издаваме печатените дела, така да извидниците во Велес
а и покрај нас извидниците во Република Македонија се доста подковани со извиничка литература и знаење од делот на традиционалниот скаутизам, кој што едноставно треба општината Велес и Република Македонија да се горде со она што го има. Значи, многу ретка ние сме, може да кажам, и јас многу пати и ми замеруваат, може би малце се преценуваме во работењето, но сепак за да се работи и да се постави една организација, треба темелно да се постават работите, бидејќи организацијата обстојува 65 години и не треба ние да уништиме, туку едноставно таа треба да продолжи да работи, едноставно треба да се надградува и да се внесуваат новини. Во последните 20 години ние ги внесовме новините, ова раководство кое што ги работи и дефинитивно успеавме да покажеме што е скаутизам. И на крај морам да напомнам дека со создавањето на извиничкиот центар во село Гололозинци, ние добивме обучен центар каде што децата и младите од град Велес и општина Чашка комплетно престојуваат таму бесплатно и ги учат тајните на извиничкото движење. Може само и овде да споменеме, бидејќи рековте општина Велес, соработка постои. Колку нивната соработка ви помага можеби во реализација на некој проект или добивање на некои финансиски средства преку општината и преку оние европски фондови? Значи, без поддршката на општина Велес ќе бидеме можеби да речеме обезглавени, бидејќи општина Велес нас ни го отстапи деловниот простор кај што ние функционираме, работиме, и во програмата за невладини организации редовно се застапени. Значи не навлегуваме во сумата на која што општина Велес нас ни доделува. Тоа се мали пари, но сепак за нас доволни. Едноставно со нив можеме да испуткаме неколку големи републички извинички активности и на тој начин го оправдуваме нашето постоење. Но никогаш не се темелиме на помошта од општина Велес, бидејќи и општината не може максимално само нас да не поддржува и не би требало, бидејќи има многу други спортски клубови, издруженија. Значи, благодарност и на тоа што го добиваме, но сепак нашето проектно работење не прави јаки, бидејќи преку проектното работење успеваме да обеземеме многу поголеми средства и да реализираме програмата која што е наменета за развигорци, помлади извиници и извиници авантуристи. Значи, тоа е прераспонот од 7 до 22 години. Успехот не е само на зборови, имате освоено доста награди на надпревари, републички, како и оние општинските. Која овде, да речеме, тајната на успехот која што се носи извидничкиот одред Димитар Влахов? Тајната на успехот е дека треба да се работи, значи треба да се мобилизира младото членство од град Велес и општината Велес и сега веќе се насочуваме кон две соседни општини, општина Чашка и општина Лозово. Едноставно преку од тие општини ги црпиме младите деца од руралните средини ги превземаме, бидејќи тие едноставно немаат осетено што е младинско ангажирање, не извидници, мислам генерално ни не се дружеле, со нив успеваме да спроведуваме програма, велешките деца си се велешки деца, тие си се редовно со нас, бројката на членство е од 50 до 100 луѓе во однос на годината и сметам дека нашата позитивна и квалитетна работа успева да ни овозможи да постојано и континуирано го држиме таа бројка на членови. Едноставно, добрата работа, темелната работа, посветеноста во работата. И преска напоменав, значи, обуката која што ние постарите ја стекнувавме по европските центри за обука, Брисел, понатаму Бохин во Словенија и Лондон, допринесе да ние како град и како одред едноставно добиеме јака извидничка организација која што морам да напоменам на почетокот кажав Тодор Гравчев и Петар Петров како основачи, но благодарејќи на господинот Васил Ѓоргов кој што е велешенец, учел економски науки во тогашната кралство на Југославија, па бил еден од првите министри за финансии во Федеративна народна Југославија, дошол тука го представил скаутизмот пред велешјаните и сега во таа насока ние како одред никогаш не смееме да го згастеме извиничкото движење, бидејќи тоа е прв класичен скаутски одред кој што почнал да функционира од 1948 година, кога многу пати ние во жаргон викаме кога Тито им рече не на Сталин и на Хитлер, едноставно ние влеговме во игра да формираме организација наспроти тогашната пионерска организација која што многу повеќе била форсирана. Сметам дека скаутизмот кој што е донесен тука на овие простори, уште не дека сега сме ние раководители, уште многу години ќе продолжи да работи. Мислам дека голема улога во практичното и квалитетно работење имаат и медиумите во град Велес кои што редовно не пратат ова време кога се отворија голем број
електронски медиуми од типот на локални телевизии, локални радија, регионални телевизии и нивното залагање со пратењето на сите наши активности и презентирањето на нашата активност исто допринесе едноставно да народот ја осознае работата на извиничкиот Димитар Влахов. Нашиот веб портал е во функција, децата гледаат, сурфаат, гледаат веб страни, ја гледаат работата наша, едноставно веќе нема ништо тајна на ова време. Facebook страниците, споделувањето си одработуваат својата работа и на тој начин едноставно далече да 48 е пред денесов многу ја пренесуваме години наваки од причина што ете тоа е желба, моите пример, моето ангажирање веќе 32 години, значи и јас со мој 45 години сум веќе стар за оваа организација, но сепак остануваме тука ние постарите, значи секогаш според англичаните кој што води или оди. Значи или мора да водиш деца или ќе си одиш од организација, значи ние остануваме тука во служба на подмладокот кој што доаѓа. Значи ние за нас постарите ќе нема програма, но сепак останува да ја раководиме структурата на одделот и најбитно финансиските средства кои што се мислам основен чинител да е на организација невладина или не знам спортски клуб едноставно функционира онака како што треба да функционира и повторно медиумите си играат својата улога во презентирањето на она што ние го работиме. Ние и понатаму ќе продолжиме да ве следиме активно во сето на што го работите. Мене не ми преостанува ништо друго единствено да ви се заблагодарам за овој исцрпен разговор и да ви посакам и понатаму уште многу поголеми успеси од досегашните, да се множат младите, да се множи подмладокот, членството, да доаѓаат што повеќе и нормално само успеси нека пливаат на површината. Ја уште еднаш благодарност до К1 телевизија за се она што го прави овие години, кој што не прати и на терен, и во студио, и се она што вложува во извиничката организација на своите електронски бранови во просторот. Благодарам. Убав исцрпен разговор. Се надевам дека добивте некоја информација повеќе за извидничкиот одред Димитар Влахов. Јас ви благодарам што го проследивте разговорот и што бевте и денеска заедно со нас. Од мене пријатно.